јавното мислење, битката во Република Македонија се води по два колосека. Едниот, да кажам, условно левичарскиот или либералниот, и другиот конзервативно, да кажеме, националистичкиот, условно да кажем, македонскиот блок. Тие и левицата и десницата се служуваат дека македонскиот идентитет, да речеме левицата, проваѓаат индивидуалното убедување кон создавање на колективно убедување на создавање на нација со крајна цел која што е на секој народ да биде држава. Само во држава она може да се реализира. Така. Десницата вика во Република Македонија да, тоа е процес за создавање македонскиот идентитет и македонската нација, но историските околности нас не доведува тоа да ние, како мала нација, немавме среќа како поголемите други нации, дури од османската период, да бидеме ние Милет, или да имаме наша црква, па огромното влијање на црквите кои што влијаеле во Република Македонија, било од српската, бугарската и така натака, тие биле основата на што ќе морале тоа да се стопи во тој казано на создавање нација, што е нормално кај сите народи, не е поинаку кај албанците, се разбереме. Истиот горе-доле и кај албанците. Но за да може да се стопи тој во еден идентитет, нам ни треба еден јак, ни треба квасец кој што ја надуе. А тој квасец го гледаме во еден голем мит. Го гледаме во нешто што во меморијата негде е заглавено во нашата меморија. На митот на Александар, на Македонија, македонци кои што постал нека држава, а нема наследник државен, географски постоја. И тој мит успеа да создаде идентитет.